Денес сакаме да реагираме на скандалозната одлука на апелациониот суд, кој што потклекна на политичкиот притисок на СДС и медиумите блиски до СЈО. Судот не го издржа притисокот на СДС и не си ја исполни законската обврска судиите да одлучуваат само и само врз основа на устав и на закон и никако поинако. Што вели законот по однос на употреба на материјали кои што можат или не можат да бидат сметани како докази? Член 12, став 2 од Законот за кривична постапка вели дека доказите прибавени на незаконит начин, како и доказите произлезени од нив, не можат да се користат и врз нив не може да се заснова судска одлука. Нелегалното прислушкување на шпиони и разузнавачи, нелегалната операција за прислушкување на половина држава, политичари, бизнисмени и новинари, не може да биде озаконета, затоа што е нелегална, без разлика на политичкиот притисок од СДС или од СЈО. Во американското право, но и во светското казнено право, нелегално стекнатите докази се нарекуваат плод на затруено дрво. Кој не верува, нека ги прочита книгите за кривични постапки и за казнено право од македонските професори на нашите универзитети. Кој сака да прочита повеќе, нека ја прочита книгата на професорот Джошуа Дреслер од Соединетите Американски држави. Да се донесе одлука во која што нелегално стекнати материјали би можеле да бидат употребувани како докази во Република Македонија е нешто слично како Американски суд да донесе одлука дека шпионски стекнатите докази на Жулијан Асанж и на Сноуден можат да бидат користени како докази против американски председатели, државни секретари, конгресмени или сенатори. Тоа би било скандал во Соединетите Американски држави, а скандал е и за казненото и кривично право во Република Македонија. Зошто се случува ова потклекнување на апелациониот суд и зошто е објавена одлуката без да се објави содржината и имињата на судиите? Заради две цели. Првата цел, затоа што и самите судии кои што ставиле подпис на ваква одлука, многу добро го знаат членот 12, став 2 од Законот за кривична постапка, дека нелегално стекнати материјали ниту можеле, ниту можат да служат како докази во било која постапка. Кои се целите на СДС, на СЈО и на нивните блиски поддржувачи? Има две цели. Првата цел е да се покрие криминалот сторен од господинот Заев, кој што е документиран на легален начин со ПИМ мерки, каде што тој бара подкуп од 200.000 евра. Се сака да се стави знак равенство помеѓу него, исторениот криминал од негова страна и секој друг кој што тој го смета за политички опонент. Втората цел на ваквите активности на СДС, на СЈО и нивните блиски поддржувачи е да се дигне една димна завеса во овој период, кога владата е неспособна да изгаси 2 депонии и 10 пожари, кога владата е неспособна да обезбеди 100.000 денари плата за лекарите специјалисти, како што ветуваше, кога владата е неспособна да склучи добар и наместо тоа склучува штетен договор со соседна Бугарија и истиот го држеше до последен момент во тајност, и кога владата е неспособна да најде законски основи за законски смени на директори во јавните државни предпријатија, па партизирањето го прави со брзање од ден во ден на незаконски начин. Тоа се целите заради кои што СЈО, СДС и до нив некои блиски судии се обидуваат на ваков начин со кршење на законите и посебно на Законот на кривична постапка, член 12, да носат одлуки кои што се незаконски и кои што се скандал, правен скандал од невиден размер
досега ниту во Република Македонија, ниту во било која современа држава од Европска Унија или од НАТО. Ваквите одлуки подсетуваат на среќна нова 49 година, кога се прогонувале политички неистомисленици само заради тоа што имаат свој став или политичко мислење различно од тогашната владеачка структура. Но како и да е, уште еднаш ќе подсетам. Би било скандалозно доколку шпионските материјали нелегално стекнати од Джулијан Асанж и од Сноуден од американски суд на било кое ниво бидат прогласени за валидни докази и според нив се води постапка против американски председател, државен секретар, конгресмен или сенатор. Тоа никогаш нема да се случи во Америка, бидејќи таму владењето на правото е на прво место. Владењето на правото не треба да биде жртва ниту во Македонија во однос на желбите за власт и задржување на власта како марионетска влада на господинот Заев и покривање на неговите криминални дејства за кои што беше фатен преку ПИН мерки. Благодарам.